Здраво на сите што го следите второто издание на Малешнет ексклузив. Еве што ќе гледате во оваа епизода. Во пресрет на великденските празници на градскиот плоштад се одржа великденска прослава и традиционалното кршење на јајце како и најдобро украсено јајце. Познатиот рок бенд Shine за овој викенд имаше настап во два беровски локала. Ноќниот живот во Берово е збогатен за уште еден ресторант. Централната прослава на еден од најголемите христијански празници Великден и оваа година го наполни плоштадот Димитар Беровски во Берово. Како и секоја година на манифестацијата организирана од општина Берово, најголемо внимание привлече традиционалниот избор на најцврсто великденско јајце, во кој од пријавените околу 100 јајца на крајот победник беше билјарски Владо од Берово, за кој организаторот обезбеди пригодна награда. Општина Берово обезбеди награда за најдобро великденско украсено јајце, каде што комисијата составена од Зоран Мазновски, Мацка Пеовска и Але Кружински одлучи наградата да му припадне на Јане Мамучевски. Во рамките на културната програма атмосферата ја збогатија изведбите на театарските представи, песните и ората, во изведба на дечињата од детската градинка 23 август, настапите на учениците од Основното училиште Дедуло Малешевски Берово и Основното училиште Никола Петров Русински Русиново, како и настапите на културно-уметничкото друштво Димитар Беровски од Берово, кои се представија со неколку ора од својот репертоар со сите три групи од игрорната секција. Најголемо внимание привлекоа изложбите на украсените великденски јајца од детската градинка 23 август и Основните училишта од Берово, кои имаа хуманитарен карактер. Ноќниот живот во Берово беше вистинска треска во престојниот викенд на музички план. За време на великденските празници скоро сите угостителски ресторанти, кафичи и дискотеки имаат своја музичка понуда за гостите и многобројните туристи. Во Корзо кафе во недела на христијанскиот празник Великден настап имаа добро познатите за нашата публика акустик Медењес од Кочани. Во дискотека Калипсо во петокот настапи Жаре Бербер и неговиот бенд, а во саботата Дарко Илиевски. Што сум ги погрешил сега и пробувам да сменам некои саботи. Може би најдобрата журка се случи во недела во Сити Паб на отворената тераса на градскиот плоштад, каде го затекнавме дуото Шајн. Младиот Дамјан Пејчиновски од Охрид и Јордан Манов од Кочани и овој пат направија вистинска рок журка со извонреден аранжман на добро познати хитови. Шајн неколку пати имаат настапувано во Берово, токму во Сити Паб и се одлично прифатени од публиката во Берово. Беровската публика е фантастична. Многу е лесно тука да стекнеш пријатели. За кратко време запознавме многу квалитетни, влијателни луѓе. Убавото е тоа што ретко ќе видиш во толку мал град толку позитивни срца. Досега не е запознаено ништо негативно. Во односи на музика, на публика, на храна, буквално Берово е наш омилен град. Посебна чест. Шајн постои 7 години и имаат 3 авторски песни, од кои 2 со видеоспот, а се подготвува и четвртиот сингл за во средината на мај, може би албум во 2014. На настапите изведуваат обработка на хитови во свој аранжман. Шајн главно изведува обработки на рок хитови, на рок поп хитови, сето тоа е наш аранжман. Се трудиме да ги зазвучиме најдобро што може, бидејќи сепак се работи за гитара и ударни инструменти и сепак треба посебни аранжмани. Тоа е тоа, нашиот репертоар се базира од поп хитови до рок хитови, до диско денс хитови, сето тоа склопено во еден акустичен
аранжман. Се надеваме дека оваа година 2014 ќе не одбележи со едно барем со еден албум, ако не ништо помалку. Не сакаме да ветуваме, но се надевам. Значи, битно е дека се работи. Вакво музичко доживување на градскиот плоштад во Берово со шаен е вистинско задоволство. Кој не дошел не видел ништо, затоа ве покануваме на следната журка тоа да го сторите. Чувството на удобност може да се има само на едно место, онаму каде се доловува традиционалниот амбиент и каде се одржува свежината на Малешевијата. Во срцето на Берово, во самиот центар на градот, задоволството од пријатниот амбиент и вкусната храна се позиционира во новиот ресторант Малешевски мерак. Добре дојдовте, посакувам добре дојде, во ресторанот Малешевски мерак, ново отворен пред 2 дена, значи сите малешевски специјалитети, плюс специјалитети со македонски карактер, специјалитети од Малешевското поднебје и се што имаат желба нашите гости. Цените се половни, пристапни за секого, треба да проверите, да пробате, да се уверите во нашиот квалитет и тогаш ќе го потврдиме тоа што го нудиме. Благодетите од Берово и новиот ресторант Малешевски мерак покрај мештаните ќе имаа можност да ги почувствуваат сите оние чија крајна или барем пројдовна дестинација ќе биде ова градче, а место за грижа нема бидејќи Малешевски мерак располага со соби за ноќевање. Во нашите апартмани имаме 10 легла, значи 2 апартмана плюс еден помал апартман. Двата апартмана се за фамилиарни, значи за по 4 гости, другиот е за 2 гости. Така, значи имаме кооперанти со кои соработуваме. Во секое време можеме да одговориме на поголема количина на гости, така да тоа не представува проблем со модернизацијата и со развојот на туризмот на нашата општина. Обезбедивме поголем сместувачки капацитет, значи имаме доста куќи преуредени во сместувачки капацитети, така да туристите ќе бидат сместени, нема да ни остане никој несместен. Од овде не смете да заминете без да ги вкусите беровските специјалитети. Ако се двумите што да нарачате од менито, ќе ви помогнеме, задолжително пробајте го качамакот со клиси, малешевска пица или пастрамалија. Специјалитет на куќата ни е малешевка, под истото име 2-3 артикла, малешевска лескавица, малешевска пастрамалија, малешевска пица. Еден од најголемите специјалитети ни е малешевски качамак со беровски клиси. За краткиот период со кој работиме, сме задоволни. Дефинитивно се поминува, ама меракот останува, искајте ги спомените во ресторант Малешевски мерак.